важните тестови за одговорноста на технолошките гиганти. Додека некои земји одат кон забрани, други воведуваат ограничувања, едукација и нови правила за алгоритмите, што е разумна заштита, а што е претерување. Во тема на денот разговарам со Светлана Силјановска, консултантка за стратешки комуникации. Добро вечер и добре дојдовте. Добро вечер, фала ви на поканата. Што со овие пресуди? Дали после ваквите одлуки, кои оваа последната и не е единствена, дали всушност технолошките гиганти и платформите повеќе не можат да се бранат, тврдејќи дека тие се само посредници? Токму така, овие се историски преседан пресуди. Едната е во Нью Мексико против Мета, односно Facebook, која што докажува дека Facebook на некој начин овозможил пристап до предатори, до малолетни деца на нивната мрежа, додека втората во Лос Анџелес покажува дека во дизајнот на алгоритмите постои намера која што создава зависност и од која што зависност, односно чие што внимание на децата, големите технолошки компании профитираат. Таа е кон Мета, односно Facebook, Instagram и WhatsApp, и кон Google, односно кон YouTube. Дали може да се смета дека после ваквите одлуки почнува една нова ера во која ваквите компании ќе бидат под многу посилен и правен и политички притисок за да го регулираат начинот на кој што работат и да не се случуваат вакви последици, особено врз најмладите корисници? Историски гледано, некаква аналогија на ова би била 90-тите, кога имаме пресуди против тутунската индустрија, каде што веќе и државите и општеството го менува пристапот и начинот на кој што ги ја третира индустријата. Така и во некоја паралела би требало да гледаме и на овие пресуди. Овие не се единствени пресуди, меѓутоа се значајни затоа што се први од овој тип. Во овој момент има активни спорови против технолошките компании за истите и слични ризици и се очекува дека ваквите токму ќе влијаат понатака на повеќе пресуди кои што ќе го менуваат и начинот на кој што општеството и начинот на кој што државите реагираат кон технолошките компании, односно кон самите платформи кои што ги користат, ги имаат социјалните мрежи. Што е најспорно? Дали е тоа самата содржина која што доаѓа до корисниците, дали е алгоритмот кој што ја турка таа содржина или бизнис моделот кој практично заработува од украденото внимание на децата? Сите три и уште неколку. Алгоритмот, односно со последната пресуда, гледаме дека алгоритмот создава зависност, односно создава штетно влијание врз корисниците. Тоа е особено видливо кај малолетните тинејџери и уште помалите деца. Но од друга страна, содржината како таква влијае во некои од своите форми, да речеме во формите како што се shorts и reels, односно бескрајно долгите можности за скролање на екраните, влијае и врз когнитивните способности врз малите деца. Дополнително има димензии кои што пак влијаат врз тинејџерите, како што е радикализацијата, како што е сексуалната експлоатација, до која што со овие пресуди гледаме дека технолошките компании немаат обезбедена соодветна заштита за да ги заштитат своите корисници. На тој начин сите три, па дури ако сакаме чекор понатака, овој пристап на предатори до корисници можеме да го додадеме во купот на тоа што е спорно или што треба да биде предмет на дебата или регулација од страна на државите. Споменати дел од механизмите кои што се предизвик или се опасно за младите, што е според тебе најпроблематично? Бескрајното скролање, за кој што ти зборуваше, автоматското плејување на видеа, нотификациите, препораките или нешто што јас го забележувам особено кај помладата генерација на корисници, чувството дека мора да се биде постојано присутен таму? Се од наведеното, меѓутоа бескрајното скролање или дум скролање, како што се нарекува помеѓу помладите, во комбинација со бескрајните видеа кои што се пуштаат, се неспорно најштетните од сите. Во Британија, односно Универзитетот на Источен Лондон, веќе прави студија на која што децата до 5 годишна возраст ги изложуваат на ваквите содржини. И мерејќи ги нивните мозоци, состојбата во која што се наоѓа телото на малите деца при бескрајното скролање или гледање на ваквите видеа, е во состојба
состојба на приправност, во состојба на постојан стрес и спремност да се предвиди ситуација која што тешко се предвидува. Тоа е вообичаено нормално кога се играат криенка, но не е нормално кога седат статично во своите детски соби, така што тоа британската влада го зема на пример како основа за да даде препораки кон родителите за децата кои што се до 2 годишна возраст воопшто да не ги изложуваат на екраните, додека оние кои што се помеѓу 2 и 5 години да ги ограничат, да речеме, на 1 час дневно. Ние кои раставме во 90-тите години, за да се споредиме со некој или да видиме како живеат побогатите од нас или како се живее во некоја друга држава или селебрити, каков лајфстайл има, моравме да дојдеме некако еднаш месечно, а најчесто само неколку пати во годината до германски Браво, не знам колку се сеќаваш, или на американскиот Севентин. Сега децата буквално константно се изложени на таа споредба и на тие рол модели или животни стилови кои за нив се недостапни. Колку ова кај нив всушност ја предизвикува таа анксиозност, потреба за споредување? Дали е тоа најголемата закана која што ги демна или она што пред малку го спомена, сексторзијата, предаторите, буквално нивната безбедност? Што е поголем ризик? Не знам дали можеме да речеме дека нешто е поголем или помал ризик, меѓутоа од една страна во однос на делот на споредбата постои студија која што Guardian ја имаше објавено, која што објаснува како на пример кај младите девојки околу 35% од корисничките на Инстаграм веќе имаат депресивни мисли, кои што провајуваат и суицидални мисли, поради тоа што своето тело не го доживуваат како телото кое што го гледаат на платформата и животниот стил кој што таму се пласира како секојдневен стил кој што е многу поразличен од реалноста. Меѓутоа има и други безбедностни, да речеме, димензии кои што исто така се многу загрижувачки. Да не збориме за радикализација која што доаѓа од политички или терористички природи, тоа е скроз друга една тема за која што можеме втора емисија да направиме. Меѓутоа радикализацијата кај младите момчиња преку пласирање на агресивна содржина дури доведува до оменување на фронталниот кортекс, каде што го гледаме чувството за емпатија и така натаму. Она што е можеби загрижувачко е една од студиите кои што ги извадија во САД неуронаучници кои што се доучија пред Сенатот во САД, кои што покажуваат дека Gen Z како генерација е првата генерација која што покажува некакво интелектуално уназадување. И тоа е, можеби, првиот аларм. Се мери од некаде 1800-тите па навака и покажува дека секоја следна генерација ја надминува. Да. Кај Gen Z тоа е, значи, генерацијата 97 до 2010 е првата генерација која што прави чекор назад по тоа прашање. Дури во сведочењето неуронаучникот Хорват посочува дека во сите делови на когнитивното однесување, тоа е во логиката, во резонирањето, во читањето и разбирањето и така натака. Загрижувачка е ваквата студија, информациите од неа. Добро, Австралија ева како пионер усвои еден закон со кој ја ограничува возраста на корисниците на социјалните мрежи. Дали тоа е решение или можеби ни дава само некое привидно чувство на контрола затоа што оној кој сака секогаш ќе најде пат? И да и не е одговорот. Во суштина, земјите пристапуваат кон забрани затоа што се свесни дека технолошкиот развој, особено со вештачката интелигенција, е премногу брз за еден правен механизам на држава да може да одговори во насока на заштита, бидејќи и со овие пресуди ние што гледаме? Гледаме дека се санира штета која што веќе настанала, не некаква превенција за да не стигне до таму. И тоа е еден начин на кој што земјите па и во ЕУ и надвор од ЕУ се обидуваат да си дадат време за да може да стигнат некако да одговорат во насока на превенција или барем во насока на тоа како ги третираат технолошките компании. Меѓутоа, забраната сама по себе мора да бидеме свесни дека никогаш не може да е целосно решение, бидејќи таа, барем во овој случај или нејзината имплементација, зависи од тоа што се случува во домовите. А таму државата нема 24 часа контрола и нема 24 часа механизам како да го имплементира. Тоа е повеќе оставено на родителите и разбирањето на тоа дали родителите ќе разберат кои се ризиците, па ќе имаат и отворен диалог со своите деца дома, но и разбирање за тоа како треба да ги изложуваат децата на било кои дигитални алатки и многу повеќе начин на кој што државите ќе речат ова не е во ред,
треба да внимавате на ова кога работите со вашите деца. Да. Противниците на забраните во дебатите ни светот велат доколку се забрани пристапот до овие големите, моќните социјални мрежи, најмладите ќе најдат пат до оние помалите, поопасни и порадикални. Се сложувате ли, Силјановска, со тоа? Јас генерално сум голем противник на забраните кои што се целосни забрани, затоа што и во овој случај, па и во другите случаи кои што ги познаваме, тие мора да одат рака под рака со едукација и со подигање на свест. Вие можеби ќе ставите забрана, целосна забрана за да речеме тинејџери до 16 години да не пристапуваат на социјални мрежи. Но ако вие имате родител кој што го дава свој телефон дома на детето, таа забрана воопшто не е применлива, односно не може да се примени. Повеќе го гледам решението и во ограничувањата, меѓутоа и во континуираната работа, како што е, например, да речеме, во случајов британската влада го прави, преку национални протоколи, преку насоки, преку системски решенија со кои што ќе работи и со родителите, и со општеството, за да можеме да разбереме од каде доаѓа заканата, од друга страна па да не претираме во другата крајност и да не ги ставиме децата во целосна изолација. Веројатно имаме што да научиме од британската влада и од некои други западни држави кои се веројатно чекор понапред во изнаоѓањето на некаков систем кој ќе им помогне и на родителите, и на децата, и на општеството како целина. Да, ние сме малку назад по тоа прашање. Ние се уште немаме направена хармонизација на дигиталниот акт за услуги. Тоа е ЕУ механизмот, правниот механизам како се справува со содржините на социјалните мрежи, односно на технолошките платформи. За жал кај нас се уште нема никакво ограничување, нити правен механизам, така што од прилика технолошките платформи имаат целосна слобода да пласираат каква сакаат содржина, што уште по назадно, да речеме, од овие решенија кои што веќе ЕУ земјите ги практикуваат, така што тоа треба да е нашиот прв чекор. Ние прво треба итно да се хармонизираме по тоа прашање со ЕУ регулативата, меѓутоа исто така ние имаме голем простор за работа тука и во делот на медиумската писменост, која што ја започнавме, меѓутоа сме во нејзината имплементација многу назад и тоа би рекла поназад од она што дури скандинавските земји го има во 70 и 80, односно ако веќе и временски сме назад, дури во квалитетот сме малку назад за тоа како го пласираме, но и во општествениот, да речам, пристап, каде што ќе разбереме дека ние не треба да ги изолираме целосно децата, меѓутоа треба да разговараме со децата, да имаме отворен пристап, треба да имаме разбирање за тоа од каде се ризиците, па потоа нели да забрануваме или ограничуваме било што, бидејќи забраната сама по себе, дури ако се случи, да речеме, од страна на родителите без при тоа да има еден отворен диалог за тоа какви се ризиците, така е, децата само ќе најдат друг начин како да пристапат до социјалните мрежи. Светлана Силјановска, во тема на денот, благодарам многу за ова гостување. Фала ви на вас.